Дали се сеќавате на вашата аматурска прослава и како си поминавте? О, благодарам, одамна беше. Прашајте некои помлади. Помлади бевме. Многу одамна е било. Пред 20 години. Така да се сеќавам. Многу убаво сме поминале. Јас 2 пати бев на матурска прослава. Беше тоа многу одамна. Тешко да може да се споредува нека матурска организација во времето кога јас матурирав и сегашните. Живеев во време кога беше далеку по малку развиена Македонија или кога семејствата беа далеку победни од тие што се сега. Сега за разлика еве детево со мене ми е внук од керката. Ми не вина спомените, не можам да издржам. Убаво е во секој случај, убаво е да се дочека матурата. Не се сеќавам. Одамна е било тоа. Тоа беше одамна, не се сеќавам. Па добро, само не е ко сега што се прави. Да, како не? Многу убаво да ви кажам. Тогаш беше различно од сега. Бевме многу емотивни, врзани еден кон друг и многу прекрасно, прекрасно. Не се сеќам, не сним, не. Да. Како си помина? Многу убаво. Ни правиме тоа дете матурски, ниту ништо. Така, дома и тоа беше. Матурски ни за осмо, ни за средно, ни за виша, за ништо. Така беше. Матурската, како не се сеќавам, што тоа многу одамна беше. Најмногу се сеќавам на матурската. Од 30 години кога правевме, уште еднаш не сме се собрале. Во тоа време не беа актуелни. Јас сум стар. Кој како можеше, индивидуално во станови и во таква работа. Иначе масовно немаше услови и глазбена музика немаше во провинцијата поготово. Баба ти стара сум била, јас сум 70 години, не се сеќам ништо јас. Не се сеќавам за тоа што ствари тогаш бев во болница. О, да. Многу одамна беше, да. Во метропола дека беше. Како си помина? Супер, секој на матурска. Убаво е тој човекот, млад, така, се е убаво. Се сеќавам како не. Како си помина? Многу убаво. Било тоа 69-та година, пред многу години. Во Маврово, мотел Маврово. Тоа е. Колку пари потрошите? Имам доживено и со ќерка ми моја, и со син ми мој. Па, например, во тоа време си може да си дозволам у Париз да му купам фестан. Зашто беше одлична во Борис Кидрич и не ни даваа сатови на тие што беа ослободени од матура. Као одлична, све петки. И ја радостен бев што ми е напредна, што ми е вредна. И отидох у Париз, му купих фестан $780 амерички во Кристијан Диор. Тоа време беше доста скромно. Сега за 2 недели славам 30 години, така да едва чекам да дојде тој ден, после толку време пак да се видам со генерацијата, со класната, професорите. Прекрасно беше. Беше многу поскромно него што е денес. Или беше убаво? Па, негде околу тие стари милиони, како да ви кажам. 2 милиони стари. Тоа скромно беше. Тоа е пред 80 години. Па не би можел да се сетам, али можам да карикирам сега е од дола сума, мислам дека 30% е помалце. Не, тогаш малци се трошиш во тоа време. Малце пари. Во Крушево бевме тогаш многу. Многу скромно беше, само една халина што сошив, што ме облече татко ми да речам. Друго, ништо. Тоа сето беше од школото организирано,
колку требаше и не се сеќавам ни колку пари дадовме за вечерта што бевме во ресторан. Не. Се што имав од друштво така.